Почитувани, добар ден. Стартуваме со црвена линија. Денес навистина имаме тема за која целата јавност брои, а тоа е секако случувањата во Битола. Па и зашто ќе дискутираме заедно со вас. Портата на Ванчо Михајлов изгоре. Ламбе го призна делото, а оно што црвена линија вас ве прашува, дали го оправдувате ваквиот начин на изразување револт. Се подразбира оно што треба да го направите на 023076677, веднаш да го завртите нашиот добро познат телефонски број и да ја започнеме дискусијата со вас. А она со што секогаш почнуваме се разбира и со анкетите кои што ги објавуваме на нашата Инстаграм страница Црвена линија, па еве да ве запознам и вас. Секако и оние кои што ќе се вклучат и ќе се јават во Црвена линија, неминовно ќе ве потпрашаме и вас дали ќе одговорите со да и не на следново прашање. Па така анкетата на денешната тема гласи. Се надевам дека ќе може да ја видиме. Еве така, значи велиме дали треба ли Ламбе да лежи во затвор. Она со што одговарате е да и не. Се разбира резултатите, ќе ги соопштам некаде таму по рекламите конкрет на денешното издание на Црвена линија. А како го коментираат битолчани настанот што се случи во саботата утрото, каде што нашиот познат поп 34 годишен пејач Ламбе Алабаковски ја призна вината дека го запалил фитилот, односно ја запалил вратата на културниот центар Ванчо Михајлов во Битола, па еве нашата колешка Емилија направи една мини анкета и да слушаме битолчани како го коментираат ваквото случување. Ламбе Алабаковски наводно призна дека ја запалил вратата. Кажа дека призна, од културниот центар. Дали оправдувате ваков начин на изразување на револт? Не. Не, многу го сакам детето. Има други начини и мислам тоа се големи грешки. Мора да се отвориме према светот сите и да живееме како што треба. Не можеме ние во чаура да останеме затворени. И мене некои работи не ми се бендисуваат, но не значи дека треба да одам јас нешто да запалам. Многу ми беше кај Ламбе што се врати од ВММ. За себе си направи проблем, се може нема да има проблем. Дали мислите дека треба да лежи во затвор? Тоа јас не знам да го кажам, во судот ќе кажат. Дали треба тие и внатрешни. Тоа е, јас сум здравствено лице и не можам да кажам за закони да зборувам, меѓутоа не ме бендисува. Како се да земам јас да палам? Мене полно луѓе не ме бендисуваат да ги запалам. Да речеме. Зависи од кој аспект го гледаме тоа. Мислам дека поради патриотски причини се оправдува тоа. Сепак треба да се ја браниме, не може на сред Битола вакво нешто, значи ова е раѓање на фашизмот. Дали треба да лежи во затвор Ламбе? Па според мен не. Не го оправдувам. Ама името треба да го сменат. Сега за Ламбе ве прашувам. За Ламбе не е тоа Го начин. оправдувам. Го оправдувам. Ова го оправдувам. И да биде ослободен. Ајде вие сега. Па јас сум за да биде ослободен. Затоа што тоа е провокација бугарска. Тоа е ништо друго. Ако оправдувавте овој начин на изразување револт? Да го оправдувам. Требаше владата да земе мерки. Ламбе не. Не знам, мислам дека не е во ред. Може многу поубаво да се изрази отколкото што се изрази. Не, тоа не го оправдувам, ама не знаеме дали е Ламбе. Ние народот, така? Еден треба да биде, ама сега е Ламбе. И тоа не е многу за нас македонците, на тој начин таков човек, добар човек, прочуен човек, да биде најкриминелен сега се направи тој. Значи не е нормално тоа, ама јас не знам поќе се дали е тој и затоа. Иначе не е оправдано тоа, точно не е оправдано. А дали треба да лежи во затвор? Леле, оно што теква со колите, она му 15 години што треба да лежат и една лежат во Македонија. Тој ќе да лежи може и 15 за ништо, ама дали да лежи затвор. Зависи штетата колка е. Така нема човек, нема куче, нема маче натре. Една врата е. Та може да се попре на осигурањето. И нема потреба да се малтретираме, цела Македонија избувна сега, оти тој да биде. Јас да бев, може беше побо. Ајде, пријатно. Фала ти.
Го слушавме мислењето на битолчани, а сега е време да го слушнеме вашето мислење. На 0230766777 го вклучуваме првиот гледач за денес. Добар ден од Црвена линија. Добар ден. Па еве да слушам како го коментирате настанот кој што се случи. Јас сум припадник бивш на полицијата во Република Северна Македонија. По член 288 од законот кривичен, тоа е загрозување на животната средина, секое такво дело направено се казнува, тоа е казниво. Сега тука Ламбе Лабаковски, јас не знам, тој е возрастен, 34 годишен човек со фамилија, со деца, како може некој да го натерал, тоа да го направи, мислам, тука не го правдува никој тоа што го направил и нема никој да му помогне во тој поглед, дури адвокатот негов да го кажа. Делото никој не го правдува, што го направил Ламбе. А како ќе биде осуден и што ќе биде осуден, тоа е работа на обвинителот и на судството. Примерејќи, овде е сторено кривично дело, а по тоа кривично дело, дали се последици направени или се не направени, за делото се одговараш, без разлика. Тука да бидеме начисто. Али Ламбе Лабаковски, срамота е, во саботата прави кривично дело, во неделата пее на Валандово народна песма пее. Луѓе, па таков уметник во Македонија не би го направил то никогаш. Јас да ти кажам право, не го оправдувам, макар што сум возрастен. Јас мислам дека тој човек ќе го осуда. Бидете сигурни, али минимална казна ќе му дадат. Ви благодарам многу. Благодариме, цениме што се вклучивте во Црвена линија. Веднаш преминувам на вклучување на следниот гледач, втор за денес. Добар ден. Дали сум во Црвена линија? Да, вие сте во Црвена линија, секој е добро, па еве да слушаме кој е вашето мислење. Кој што сака нека кажи, ова ни е шанса, на нас македонците, од 4 дела на Македонија, да се обединиме, затоа што овај клуб е формиран во куќа на ратен профитер од Втората светска војна. Газата беше ратен профитер и осуден беше. А ние, битолчани, то си го знаеме, а останатиот дел од Македонија не го знае. И Ламбе треба да си го прогласиме зие за народен герој и обединител на Македонија. Толку имам и толку поќе друго нема што да коментирам. Браво за Ламбе. Благодарам што се вклучивте во Црвена линија. Напомена за сите оние кои што ќе се јавуват, имате 90 секунди за секое излагање. Златно правило, намалете го тонот на ТВ приемникот. А сега виднаш да преминеме на нов гледач. Добар ден. Се надевам дека се слушаме. Црвена линија, добар ден. Ало, добар ден. Секој добро. Добар ден и убав ден. Убав ден и вам. Бидете љубезни, не овој гледач, него тој претходниот никад више да не го јавувате на телевизија да се јави. Друго, браво за Ламбе и сите за Ламбе и сите по него да тргнеме. Наша е Македонија и Македонија ќе биде наша. Поздрав и убав ден. Благодарам. Кратко и јасно цениме тоа што се вклучивте во Црвена линија. Меѓу другото ќе потсетам дека секој има право да се вклучи во Црвена линија и да си го каже својот став. Оно што е важно да не се шири говор на образа, да не се употребуваат погрдни зборови, за да не се вклучи Црвената линија. А јас секако ќе ве потсетам за да бидете брзо и добро информирани на telma.com.mk. Проверете кои се најнови вести, а меѓу другото еве ќе прочитам и вест дека вечерва во Битола најавен е и протест за поддршка на притворениот пејач. Добар ден за следниот гледач. Ало, добар ден. Секој добро и вам. Па мислам знаете што ова е срам за битолчани, не е за Ламбе. Требаше Ламбе да се врати од Америка за да им покаже што требаше да направат кога требаше да се отвора клубот. Кај беа кога требаше да се отвора клубот, па сега сите знаете, он е наш херој, ќе му даваме поддршка, ти кажувам приказки. А ја би сакал една друга работа да ги прашам сите овие што ќе го поддржат Ламбе. А зашто не протестираат па да се тргне воштаната фигура на Ванчо Михајлов од музеот на македонската борба? Зашто таму има централна позиција таа фигура против која они протестираат сега Битола што е отворен музеот. Мислам дека знаете ние сме држава на парадокси. И мислам дека не треба, тоа е во овој момент
И колку да е тешко, требаше да држиме храбро, да завршиме работа прво со бугарите, без да им даваме повод за причина да прават проблеми. Вака што направи? Па после тоа, знаете, вака или онака. Не требаше да го направи тоа што го направи. И што фајда тоа што го направи? Пак ќе го отворат клубот, ќе го запалат повторно Битолчин или ќе чекаат повторно некој од Ламбе да дојде од Австралија или од Америка. А зашто ни сега денеска не протестираат таму пред клубот? Зашто не поднесла барање петиција да се затвори клубот против државата? Со тоа што ќе му дадат на Ламбе поддршка не направиле ништо. Мислам само израз на некоја така реклама ќе си правиме сега, Ламбе ќе си го крка 8 дена у притвор, а за казната затвор не треба да биде казна затвор, затоа што мислам дека би треба да биде условно. Гестот не му требаше. Благодарам, цениме што се вклучивте во Црвена линија. Продолжете со јавување. Сакаме навистина да слушнеме што мислите кога станува збор за овој случај. А ако да провериме с најнапред дали имаме гледач. Добар ден. Добар ден. Јас одлично ве слушам, секој е добро, па повелете. Секој е добро, на телефон Лидија, повторно од вчера од Битол, јас како старите почнам да се јавувам. Ета, каква е атмосферата во Битол, еве, убаво што се јавувате токму таму? Атмосферата е многу наелектризирана во Битола, имаме голема поддршка, еве јас лично кон Ламбе. Не стори детето ништо лошо, запали портата, велика ствар. Сега, во другите земји, не знам дали има некој закон ваков, кај што има притвор и слични работи, се случија многу работи во Македонија, да не набројувам, но целта на моето јавување беше да го поддржам идејата за протест, но и одбрана на Ламбе. Значи, тој го призна делото. Знаете само што призна? Зошто го стори тоа? Затоа што без патриот. Така барем пишуваше во весниците. И сите ние македонците треба да бидеме патриоти, да си го чуваме нашето, а не да му дозволуваме на бугарите да ни се решетават по широк сокак, да идат за секакви глупости тука и да се отворат клубови. Ако веќе отворате клубови на бугари, отворите во Бугарија за македонци. Едноставно ме здоболя ова работа со Ламбе, детето си го ризикуваше и животот и слободата и неговите патриотски чувства, кон неговите патриотски чувства треба сите да се огледаме. Браво за Ламбе, но мислам дека ова не е доволно да му дадеме само поддршка. Треба детето да се ослободи од притвор. Ви посакувам убав ден. Ви посакувам и вас убаво попладне, но секако станете до крајот да слушнете и да гледате како ќе коментираат нашите гледачи. Сега одиме онаму каде што редовно проверуваме какви коментари има. Се разбира, Твитер заедницата имаше премногу коментари, па еве ние како Црвена линија што издвоивме за вас. Одиме со коментарот на Чиз, вели: Гоце Делчев Питугули, Ламбе Алабаковски, Сандански. Ете така, мораше малку да даеме тон за да добиете впечаток сушност зошто изгледа вака коментарот. А Јован Краевски, сега го покажеме неговиот коментар од Твитер: се продаваат ли некаде албуми на Ламбе Алабаковски? Сакам да му ги купам сите. А ние сакаме да ги вклучиме сите гледачи кои што го вртат нашиот добро познат телефон, така да вклучуваме нов гледач. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме Црвена линија? Не. Добар ден. Поздрав за патриотот од Македонија. Се најде еден голем патриот македонец во цела Македонија за да направи дело што не можеше никој да го направи. И поддршка има од село Кавадарци за делото што му е направено. Добро, продолжете, имате уште време. Од тоа поголема поддршка нема, јас мислам. Ја запалија канцеларијата на председателот на Ѓорѓи Иванов, никој ништо не презеде. Никој не одговараше и никој во притвор не отиде од канцеларијата на Иванов. Беше председател на државата и никој ништо. А сега за бугарите што неќат да слушнат за нас, големи поддршки на бугарите, а на македонците во затвор нека одат. Поддршка за Ламбе.
Така, ако е тоа се, благодарам што се вклучивте во Црвена линија. А меѓу другото, еве и не подсетивте на еден коментар кој што го издвоивме од Твитер, па сега и слободно ќе ви го покажам. Ако може, баба Рок коментираше вака. Со фотографија ќе може ли да видиме? Ете, фотографијата баба Рок коментира вака. Павле Богојски ја искрши и запали канцеларијата на председателот. Не само што не беше казнет, туку беше награден со фотелја во влада и плата. Зошто Ламбе е во притвор? Прашува баба Рок. А ние прашуваме дали имаме гледач, верувам дека да. Добар ден од Црвена линија. Да, гледач од Битола. Голем поздрав и до вас. Да се надоврзам на претходниот слушател од Битола, гледач, кој добро кажа кој го изнајми овој дуќан, ратни профитери. Иначе чинот на Ламбе Алабаковски е демократски, патриотски изблик на еден патриотизам. Никој ни Мицковски, ни Груевски не му се до колена, а овие шизофреничари што ја вода државата како Таче, Чурка и компанија кои на коленици клечат. Јас само ќе напоменам во продолжение, значи кога ќе се вклучите 90 секунди, по кој знае кој пат правилото во Црвена линија е да не се користат навредливи зборови и секако не говори на омраза. Нема да го повторам зборот, но доколку употребите таков збор, автоматски се вклучува Црвената линија. Одиме со следен гледач. Добар ден. Дали се слушаме? Верувам дека е намален тонот на ТВ приемникот. Зборувате преку слушалка со мене. Добар ден. Дали сум на линија? На линија сте, секој добро и вам. Благодарам. Еве, како ги коментирате случувањава? Јас ќе кажа своето размислување. Ја ми се чини дека, значи, прво како чин не го оправдувам сето ова што се стори, значи, затоа што нас ни фалат многу ламбеци, не еден, не 101, многу повеќе, онолку колку што не има нас. Оно што се случи пред неколку месеци, прво не требаше да се случи, не требаше да дозволи, значи да се отвори таков, значи, културен центар. Но нека има културен центар, нека има, што се вика секаде, дори по 1, 2, по 100 нека има, но не и да се вика Ванчо Михајлов. Затоа што делото на, значи, името кое го носи тој културен центар, фактички не само нас. Тој е непожелна личност за цела Европа и пошироко. И ви се чини дека тука треба да се задржиме и да дискутираме. Да го поддржиме Ламбе, да му дадеме поддршка, но не да се сложиме дека треба да одговара. Може би ќе беше далеко по-практично и по-добро ако земеше со боја да ги прецрта наши зборовите Ванчо Михајлов, ќе имаше поголем удар за разлика од оно што го направи, бидејќи во таа зграда живеат и други луѓе, каде што ако се проширеше пожарот, значи можеа да изгорат и невини луѓе. Така, благодарам и вам за вклучувањето во Црвена линија. Интересот е голем денес. Логично, затоа продолжете на 0230766777. Дискутираме со вас на темата дека портата на Ванчо Михајлов изгоре, а Ламбе го призна делото. Она што ве прашуваме, дали го оправдувате ваквиот чин на изразување на револт. Одиме со следен гледач. Добар ден од Црвена линија. Добар ден. Секој добро и вам. Благодарам. Јас не го поддржувам овој чин, затоа што во ова држава постојат и судови и не знам што. А сите кои го поддржуваат ова дело, значи го поддржуваат вандализмот и такви работи. Бидете поздравени, пријатен и убав ден. Тоа би било се. Благодарам и вам за вклучувањето, иако беше кусо. Имате 90 секунди, слободно искористете си го времето. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден, Црвена линија. Добро, во меѓувреме додека очекуваме ново вклучување, веднаш преминувам на Твитер заедницата, а еве како коментираше Раде Шербетчија, вели: одбраната на Ламбе ќе биде дека точно е дека тој запалил, ама не е крив. Крив е Бетмен што задоцнил со водата и гаснењето. Сега одиме да прочитаме уште еден коментар од 42, вели:
Народ што мисли дека ламбе е на исто ниво со гемиджиите, војводите и партизаните, има зошто да се плаши за својата иднина. Одиме со гледач. Добар ден од Црвена линија. Добар ден. Вие сте во Црвена линија, повелете. Да, јавувам се од Штип. Голема поддршка до ламбе. Треба цела Македонија да се сплоте, да има, да го одбраниме. Оти гледаме дека власта ништо не презима мерки. За други вандалски чинови, за палењето, тетово што загинаа луѓе, за у Бугарија, нема потреба, нека се отварат они таму кај нив у Бугарија што треба, а кај нас не треба ништо бугарско. Надева се за у Европа, а Европа никогаш нема нас да не признае. Тоа од мене. Тоа би било се? Да, да. Благодарам за вклучувањето. Продолжете да не следите. Ајде одиме виднаш со следниот гледач. Добар ден. Дали се слушаме? Црвена линија. Добар ден. Добро, додека јас слушам некаква фонија и веќе се обидам уште еднаш. Добар ден. Добар ден, Конечно се слушаме, јас ве слушам, повелете. Ми кажа дека има гледач, па затоа и почекам. Така, повелете. Потезот што го направи ламбе, јас го осудувам, а зошто ќе кажам после другово излагање. После ова што се случи, јас мислам дека во цел свет ќе дознаат и оние земји за Македонија, каде е Македонија и кој живее во Македонија. Второ, сите овие режисери, посебно американските, имаат материјал да снимат некои филмови за ламбе и мислам дека е позитива за Македонија. Слушајќи ја изјавата на лидерот на бугарската партија има некој народ, како се викаше тоа, има такав народ. Дека историјата ние македонците ја крадеме, фактички нивната македонска историја, јас кажувам дека ламбе погреши што не го запали комплетно тој, да кажам, комплетна зграда да изгори тамо. Затоа што бугариве не се свестуваат, не се прибираат, наместо да кажат дека ние крадат тие историјата, испаѓа дека ние ја крадеме историјата. Благодарам, цениме што искористивте можноста да проговорите во Црвена линија, да го кажете вашиот став и мислење. Внимавајте на времето, 90 секунди, затоа и се објавува тајмерот, за да можете да си го регулирате излагањето. Одиме со следен гледач, времето е за вас. Добар ден. Добар ден. Убаво ве слушам, секој е добро, повелете. Браво за ламбе. Значи, браво за ламбе. Сите само така се изворуваат, ова ќе направиме, тоа ќе направиме, детето може да направи и грешка. Верувам дека и ќе се покаже за таа грешка, ете, што ја направи, кој нормално сите други што се покаја и не отида у затвор. А за ламбе немам зборови, детето си е правилно, патриотче јако, македонче, и не знам уште што, кои најдобри зборови да ги употребам за тоа дете. Не може повеќе да зборам се. Тоа би било се. Добро, благодарам. Ако сметате дека толку треба време, одобрено. Одиме со вклучување на следен гледач. Добар ден. Јас ве слушам, се надевам го намаливте тонот на ТВ приемникот. Зборуваме преку слушалка. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, Црвена линија. Се додека немаме правда и демократија во државата, се додека немаме правично судење за сите исто, кој што сторил дело, какво и да е да одговара, Македонија ќе оди се назад.
бидејќи народот многу се подели, наши и ваши, турнете го тој, не е наш. Овој турете го на брвот на листата, тој е од нашите, не македонски народе. Бидете сплотени, бидете единствени, посакајте си добро сите еден на друг, не се бодете како рогови во вреќа, зашто не оди на добро, не се криете пред правдата, кажете ја вистината. Нема правда за сите и че нема никој пат додека вака одиме. Јас сум Маровец, ти си СДС-овец. Тие избркајте го не од нашата партија, вие турете го. Зошто, драги македонци, бидете од која сакате партија, бидете правилни, бидете искрени. Секој еден почитувајте го и зло да направил, и добро да направил, сослушајте го и тогаш осудете го. Пријатно и многу фала што ме сослушавте. Пријатно, благодарам и што се вклучивте. А сега ќе одиме повторно кај твитерџиите, бидејќи таму многу се коментираше и еве уште кои твитови ги издвоивме само за вас. Дачес, фикшенал карактер, па еве како коментираше Дачес. Културниот центар Ванчо Михајлов е создаден за да биде запален. Глупава провокација од бугарска страна. Не дека имаат никаква програма за него или планирале нешто да работат. Ламбе само им ја исполни желбата емисијата со тој културен центар. Ете вака изгледа твитот. Сега преминуваме на следен од Брада. Запишете го денот 7 јуни ко празник Свети Ламбе огноотпорен. И ќе прочитаме уште еден твит од Кичеецот, а вели вака. Ако бевме саглам држава, Ламбе и сам да се пријавеше во полиција, требаше од таму да му кажат: "Уживај, баце, што си запалил една врата од фашисти." А сега да слушнеме што ќе ни открие каков став и мислење има нашиот следен гледач. Добар ден. Се надевам дека се слушаме. Добар ден, црвена линија. Добар ден. И дали ме слушате на 0230766777. Јас ќе се обидам уште еднаш. Се надевам дека го намаливте тонот на ТВ приемникот и зборувате исклучиво преку слушалка, бидејќи така и подобро ќе се слушнеме. Ајде, обид за добар ден. Добар ден. Одлично ме слушам, повелете. Се јавуваме во врска со случајот за Ванчо Михајлов запалено. Па јас би кажал дека за сето тоа виновни сме сами ние македонци. Не е никој виновен. Кога ние во стрет држава дозволиме некој да ни стави таков Ванчо Михајлов кој направил зло дела на македонскиот народ, и сега ќе го укриваме човекот што подметнал пожарот. Тука е крива само власта. Не треба да дозволиме ние некој да ни отвара на нас што е бил против нашата држава. И за тоа толку. Сакам да кажам нешто друго за по-голема реклама да има за репрезентацијата на Македонија на фудбалерите. Да очекува убав напревар утре, да се победме, да се веселиме, а сето тоа нека се одлучи органите, судството, али јас го поддржувам човекот. Мислам, случајот баш не е за 100% да го поддржиш, али мислам да биде слободен човек со една опомена, друг пат да не се направи тоа, а имаше как да се спречи тоа да не се отвори кога ќе излезе маса народ од 50.000, па дали ќе отвори тоа. Толку имам да кажем, поздрав и утре се гледаме на стадионот на... Така, голем поздрав и до вас. Благодариме што се вклучивте во црвена линија. И одиме веднаш со следен гледач. Добар ден. Добар ден. Јас ве слушам, повелете. Јас мислам дека треба некој професор или адвокат од меѓународно право да објасни, пошто дека се работи тук имот на наш терен. А ова е изразување на некој политички револт. Сега, одека каде е таа демократија? Значи,
Не знам, ова тука малку е по овако, Михајлов е контраверна личност и сега кажете, овде се работи за една личност, а не за цел народ. Затоа што овдека се спомнува само Ванчо Михајлов, тој имот, значи тук што е на наш терен, тој е буквално бугарски. Значи, ја не знам дали е приватен, дали е купен, дали е под кирија, не ги знам сите овие. Меѓутоа се работи овдека за меѓународно овако треба некој со меѓународно право да го објасни како идат тие работи. Меѓутоа, за една порта, за еден предмет, што не е ни, како да кажа, можело од една цигара да се запали, да се направи вулкала фама, ја не знам ова што е. Друго, цела Македонија гореше, ниеден не фатива. Значи ниеден. Лани пожари подметнува, куки, луѓе имоти, толкаво се направи штета, еден МВР 5 пари не дава и не најде. Значи Македонија не е толку важна, колку што е важна вратата на бугарите. Мислам, ова е невидена срамота, да кажам. Благодаря многу што се вклучивте во Црвена линија. Време е да слушнеме какво размислување има нашиот следен гледач. Добар ден. Добар ден. Убаво ве слушам, повелете. Вака размислува дел од македонски брод. Портата на Михајлов не изгоре. Ако беше опожарена, ако изгореше, ќе навлезеше пламенот и во натрешните делови, камо тоа да се засече. Значи, јас го оправдувам потегот, најмакедонски потег, во моментот по-македонски не можеше да биде. Ако се земат во предвид околностите, која личност, каде таа личност живела пред да се одлучи на ваков грест? Он немал за цел да предизвика општа опасност. Убаво е избран тајмингот, периодот, начинот на кој што се доближил до просторијата и така натака, и ако се земат во предвид сите околности, ќе се забележи едно единствено македонштината во неговата најмакедонска душа. Ке предложам улица во соодветен град, после одреден период да го носи неговото име. Затоа што Ламбе не е секојдневен граѓанин, он е живее на запад, задоен со македонски идеи и уште еднаш повторувам дека нема за цел да предизвикат општа опасност. Нека ги бараат тие што дозволија да горат краја да е болници со повредени и нивни што ги посетиле. Значи, уште го чекаме преводот од германските експерти за порењето на болницата, уште го чекаме, а за Ламбе има во опција. Нека му служи чест и не подхитно да го пуштат. Благодарам, поздрав. Благодарам и вам што се вклучивте во Црвена линија. Јас ќе ја покажам и како изгледа нашата објава на Твитер, Црвена линија. Се разбира и таму имаше одговори, односно ред твитови на она што го поставивме како денес тема. Дали ќе може да покажеме? Црвена линија 2.0, епизода 164, драги мои, денеска во 16:15, сега веќе 16:50. Темата беше портата на Ванчо Михајлов изгоре, Ламбе го призна делото, дали го правдувате ваквиот начин на изразување револт, а анкетното прашање беше треба ли Ламбе да лежи во затвор? Да, не. Вилевски Јуванче одговара поддршка за Ламбе, ја запали портата дека Ламбе е Ламбе. Додека Балјунга вели ке лежите вие, а Рагнар Лофброк вели да. Секој вандалски чин каде што има палење, кршење и физичко уништување се сноси кривична одговорност. Ламбе можеше со протест, боја, концерт, пароли да застане пред културниот центар и да го искаже својот револт. Вака испадна обичен насилник, а тоа се пресликува како поведение на Македонија. Ајде да слушнеме што мисли нашиот нов гледач во Црвена линија. Добар ден. Еве нашиот следен гледач што мисли. Повелете. Портата да Ванчо Михајлов изгоре. Ламбе ги призна делата, дали го продаде ваквиот чин. Сакате нешто да ве врати мало уназад? Зборувајте, ваше е времето. Да. Шаријата револуција, кој го измисли? Што палеа, што гасеа, по кого фрлеа, со што полицијата га гаѓа со керамиди, со сладоледи, со глупости, тоа. Со што дозволите? Сега, дали може ова шаријата револуција, сега што е на власт, што го мрзи и
Јас сум ВМР, апсолутно. Не сум ја и тој, оригинал. ВМР да помне тебе со Вачо Михајлов, Тодор Александров, Мара Бунева, да не зборим крилото грчко, крилото бугарско, ја не сум тој, ни Никола Карев, ни Коце Дечев, за да кажем кој го ова приказна е лош или добар. Во меѓувреме, во тоа време, кој кого убивал? Знаеш кој страдале? Прво страдале македонци. Знаеш од кого? Од кодошите македонски. Денеска владеат со Македонија кодошите македонски. И тука завршиме приказната. Благодарам, цениме што се вклучивте во Црвена линија. Одам виднаш преминувам на новиот гледач. Добар ден. Дали се слушаме? Црвена линија? Да, се слушаме. Добар ден. Одлично. Секој е добро. Повелете. Така да намалам телевизорот. Да, тоа е задолжително. Да. А овде се јавува сега Бабароско село Орман. Како сте, Баба Роска, Иве? Јас супер сум, многу се ме убаво наградили, многу ме сакам и многу почитувам и стално се јавувам. Благодарам. А сега да прејдем на темата. Така е, повелете. За овој пејачот. Не треба уопште детето да лежи у затвор. Не е виновно оно што направи. Се е тоа изазивање. Дали не се поодговорни оние што ги пуштија кога дојдоа тука да прават порта? Од тие треба еден да се затвори, двајца. Него тогаш ги бранеа, не даваа да приде никој, а сега детево да лежи за ништо. Абе колку изгоре, абе на председатело, СДСМ на председатело тоа. Му канцеларија палеа шара, па никој не одговара. Онамо изгореа толку души, у Бугарија изгореа, никој не е до сега одговарал. Па не ни е срамо това е наша држава што се прави. Од сека страна не јават. Почитат договорите со Бугарија да се прекинат, ако сакат да влеземе во Европска унија. Ако не прекинат, вака ќе не понижуват, до крај ќе не докрајчат. Благодарам, Баба Роска, за вашето вклучување во Црвена линија. Сега е време за реклами. По рекламите повторно со Црвена линија и да не должам многу, имаме веќе гледачи кои што чекаат да бидат вклучени и вклучуваме нов. Добар ден. Добар ден. Вие сте во Црвена линија, повелете. Благодарам. Вандализмот не е за оправдување без разлика на кој начин е сторен, дали со палење, кршење, графити и слично. Никој нема право во овој момент да штити никога кој сторил дело, тоа е кривично дело. А сега дали е требало да биде отворена тој центар културен како што го викат, тоа е една канцеларија обично тамо, дали е културен центар, не знам. Отворена во незгодно време кога баш не требаше можеби да се отвори, направи една провокација тука во нашата држава. Значи, начинот на кој е направено тоа не го оправдувам. Некои луѓе го поддржаваат вандализмот што го направи споменатата особа. Некои луѓе и го поддржаваат агресијата во Украина. Значи, треба да се оградиме од таквите луѓе, а не да ги поддржаваме. Иднината е во мирот, во соседството, во добро пријателството и градење добрососедски односи, а не во вакви работи да се однесуваме со палење, кршење и да наштетуваме едни на други. Денеска слушнавме дека една партија од коалицијата во Бугарија излезе од влада. Значи, таму ќе дојде и до предвремени парламентарни избори. Благодарам, цениме што се вклучивте во Црвена линија. Следните 90 секунди одат за новиот гледач. Добар ден. Добар ден. Одлично ве слушам, повелете. Во емисија сум? Да, одлично ве слушам, повелете. Ето вака, дали го оправдуваме овој вандализам? Јас не го оправдувам, зашто ќе кажам. Кога Срđan Керин беше
во Германија. И кога баравме пасовани да си дојдеме, на нас македонците не тера и не малтретира. Имаа батки од Африка, од не знам каде. Замислете, тие бугари, се тие македонци, не се тие, а ако некому Влашко Боби сака да доминира и да ги пади и Руси и сите, па Бујар Османи живее и тука, и тој да не се занесува многу. Запамтете го тоа. Аз кад сум българин и македонец, и јас сум од мајка роđен. Разбирате ли и не разбирате? На кој јазик да ви говориме? Они са фашисти, а фашистите кои бе? Качаците не бе фашисти. Ама тие се од Турција дојдени у Бугарија, од Бугарија се дојдени у Македонија. Ајде да говорим и грчкото лоби да не ќута, оти грчкото лоби не го обвинувате. Само ги обвинувате нашите говоре. Ајде молим малку, размислете што говорите преку тие телевизии веќе. И нема веќе да го учиме шоубови работи да направите и телефонот да се гледате што мислите. Пријатно! Пријатно, цениме што се вклучивте во Црвена линија и одиме со последниот гледач за денес. Добар ден. Добар ден. Вие сте во Црвена линија? Баш благодарам што добив како и последен. Меѓутоа, јас ќе бидам малку поразличен од овие другие што кажуваат. Вандализмот не го дозволуваме, ама за мене вандализам беше отворањето на клубот под името Ванчо Михајлов. Утре ќе утекни Хитлер, ќе напишат некаде отвори канцеларија под името Хитлер. Но што личи ова? Прво пред кога беше министерка Десковска, они побарале да отворат таков клуб, меѓутоа она не му одобрила, не му подпишала, а може би и за тоа е смената. А иначе Ламбе, Алабаковски, алал нека му е, јас се кажам малку спротивно од другите. Имало уште некои македонци наши што се борат за Македонија. Зошто го велам ова? Со строги линии. Прво се врати од Америка при пари, при живот, при све да живее овдека, и јас бе во Австралија, не сакам таму да живеам, се врати овдека, меѓутоа овие 3-4 години ова што се дешава, ова е ништење на Македонија. Ние сме стари 80 годишни луѓе, ама не знам дали ќе дочекаме кога утре на географска карта нема да постои Македонија. Затоа има по некој македонец ваков и доколку дојди ред да се смени оваа власт, да дојде друга власт, сигурен сум дека Ламбе Алабаковски ќе биде прогласен за херој. Благодарам и вам што се вклучивте во Црвена линија. Сега е време да ги прочитаме резултатите од Инстаграм анкетата. Темата беше портата на Ванчо Михајлов изгоре, Ламбе го призна делото, дали го правдувате ваквиот начин на изразување револта? Анкетата беше треба ли Ламбе да лежи во затвор? Со 28% одговорија да и 72% одговорија со не. А зашто ќе дискутираме утре? Еве јас веќе што сега ќе ве подготвам. Она што Црвена линија ве прашува, кој е вашиот избор за настан на неделата? Петков и Славе раскина, Стевчо му даде корпа на Мицко, Шакира го остави Пике, Таче доби преодна оценка двојче на стаклени нозе на анкетата од МЦСМ. Белата палата конфискувана, нови 6 години за Груевски, а се почна со Ламбе. Утре заедно дискутираме во новото издание на Црвена линија. Останете со програмата на Телма, а ние се гледаме утре. Довидување.